Здруженијето Бадникови поворки од Куманово ја постави Бадниковата пештера во поранешен касапски круг, а деновиве ќе се одржат и пробите со децата од градот во соборниот храм Свети Никола за Бадниковата поворка по повод предстојниот Божит. Ова година во нашиот град се одржуваат 8 поред Бадникови поворки. За разлика од претходните 2 години, поради состојбата со коронавирусот, нашата мисија претежно беше хуманитарна, меѓутоа нашата цел е да ги вратиме Бадниковите поворки во стариот сјај. Изработивме витлеемски звездички, ќе се одржат 2 проби, за тоа накнадно ќе бидете информирани, на дечињата во соборниот храм Свети Никола и исто така се подготвуваат и Бадниковите колачиња. Значи оваа година ќе имаме традиционална Бадникова поворка, која што ќе се одржи на 6.1. на ден Бадник. Ќе поидеме од соборниот храм Свети Никола и ќе се движиме по некоја од уличките во нашиот град и централниот настан ќе се одржи на градскиот плоштад каде децата ги чекаат изненадување. Пештерата го символизира местото каде што се родил Исус Христос, а дечињата од Бадникови поворки традиционално ја пеат песната Вечниот Бог. Освен Бадниковата поворка, Здруженијето заедно со хуманитарната организација Крепост организираат акција за собирање парични средства и доделување новогодишни пакетчиња на дечиња. Кутии за донации има поставено на 15 пунктови во градот. Веќе се поставени пунктови за паричните средства низ повеќе локали во Куманово, каде што истите хумани граѓани може ги достават до најдоц до 30 декември. Истите ќе бидат наменети за најзагрозените социјалните семејства и за малите дечиња. Веќе реализиравме една акција за доделување на годишни пакетчиња, во тек и друга, која ќе се реализира во среда во селото Бајловце за нивните ученици. Бадниковите поворки се движење во повеќе земји од православниот свет. Ова движење го најавува раѓањето на Христос. Се практикувало се до Втората светска војна кај нас, но потоа престанува, пошто од неодамна поворките го возобнови Бигорскиот манастир.